Господи сиромавиот, чита Александар Станојков. Имал еден сиромашец, тој си имал една домаќинка и едно детенце. Еден богат комшија клет бил и од него тој не можел да излезе надвор и детето не могло да излези. Сиромашецот вели на домаќинката: ќе одам да го барам Господа, го прашам, али побрзо ќе умри богатиот да се куртулисаме. Ојд, си зема стапченцето, ќе си го бара Господ. Една невеста си седи на еден бунар, му вели: кај ќе одиш, дедо? Тој вели: ќе одам да го барам Господ, нешто ќе го прашам. Прашај го и за мене, оти и мене како на сите Господ не ми дал челат. Арно? Понатаки, еден богат човек го стретил и му вели: кај ќе одиш, дедо? Ќе одам да го барам Господ, да го прашам нешто. Прашај го и за мене, кај ќе ме клаи таму во рај Господ. Уште понатака го најде едни арамии и тие го праша: кај ќе одиш, дедо? Ќе одам кај Господа да го прашам нешто. Прашај го и за нас, кај ќе не клаи таму, али има место за нас, оти сме отепале, си украле, многу лошо сме сториле. Ќе прашам, рекол дедото. Кога си ојд, си го најде во една гора зелена стариот Господ. Старче, што си дошол? Тој си знаеше што беше дошол. Господи, имам една мака дип голема од комшијата, тој е богат, јас сум сиромав, не можеме да излеземе ни јас, ни домаќинката, ни детето. Викат на нас: мат, уште колку години ќе биде жив? Му рече Господ: уште 300 години ќе биде жив. Милост твоја. Колку сиромав рече милост твоја, Господ 100 му и реси. Уште 200 му останаа на богатиот за живење. Една невеста нема челат и плачи. Ми рече да прашам, оти челат не си е дал како на сите другачки не се. Господ рече: оти нема да и бидат прокопцани децата, таа е праведна. Ќе и дам, ќе ја клаам во греф. Еден богат нарача да те праша: него кај ќе го клаиш? Господ му рече: овие куќи се негови, зашто многу добри не чинеше и пред смрт му се направи што му треба тука. Едни арами ми порача, али за ним ќе има место, оти многу лошо сториле, обрале, отепале, али за ним ќе има место? Има место. Казаните во рајот не ми се закрпени, ќе си и закрпам. Го стретоа најпрво арамиите и го праша: старче, го праша Господ што ти рече, има место и за нас? Има, рече, и за вас, ќе си закрпи со вас казаните. Тие разгрнаа раце и од се срце се разрадува и рекоа: сполај ми ти, Господи, оти има и за нас место. После го стрете богатиот и го праша: старче, што ти рече Господ? На твоја рака ќе биде отворување, затворање, сараите ти се готови. Овде мака и таму мака. Господ сараите, по тоа како што чу, и даде на арамиите, а богатиот го тури да му крпи казаните. Невестичката го срети и го праша: што ти рече, дедо Господ? Тоа што ти не ти даа деца, зашто ќе ти бидат непрокопцани, а ти си праведна, да не те клаи во греф. Таа рече: сполај му, милост негова. Го чека девојченцето од сиромашецот, го чека, го пречекува и му рече: тате, што ти рече Господ? Уште 300 години ќе биде жив. Милост негова нека е, рече девојчево. Господ тогај, кога види оти девојчето остаа се на Бога, му скуси на богатија уште 100 години. Го стрете домаќинката и таа рече: милост негова. Кога утрината слуша плачење, богатиот си умрел. И домаќинката му вели: море домаќине, ти ми велеш оти по 300 години ќе умре, а тој сега умрел. Не знаел ли Господ? Сиромашецот си зел стапченцето и ошол, па го бара Господ и го нашол Господ. И Господ му вели: што бараш, старче? Ами, Господи, дал ми велеше оти по 300 години ќе умреше, а тој умрел денеска. И тога Господ му рекол: зашто оставивте на милоста моја, и јас затоа така направив.